Денес би сакал да кажам се оствари закажаната средба со обвинителката Русковска. Ги предадов материјалите со кои што располагав, а ми биле доставени од укажувач. Тоа беше еден диктафон со еден аудиозапис и еден транскрипт, каде што беше тој аудиозапис пренесен во зборови. Направивме уреден записник за примопредавањето на материјалите и според она што ми беше објаснето од обвинителката Русковска е дека овие материјали таа ќе ги вклучи во предметот кој што се води за Меѓународниот сојуз. Се надевам дека истите ќе бидат од корист, бидејќи и самиот аудиозапис и транскриптот даваат еден сериозен сомнеж дека поранешниот премиер, господинот Заев, подолго време знаел за начинот на финансирањето на Меѓународниот сојуз, кој што не бил легален, и помагал, според неговата изјава, во тој запис за финансирањето на еден ТВ. Би било според мене, како правник, моје скромно мислење, најдобро доколку обвинителството одлучи да го повика господинот Зоран Заев да даде изјава по однос на самиот материјал и содржината во која што тој е главниот говорник. Тоа би имал да кажам, доколку имате некои прашања, повелете. Истата снимка која што ја пуштите во собрание? Точно, да. Тоа е истата снимка која што беше на барање на укажувачот, репродуцирана во собранието и дел од транскриптите кои што беа доставени беа поделени на колегите пратеници и медиуми. Побаравте од собранискиот спикер Талат Джафери да објавите уште еден аудиозапис, дали тој го доставите тука и што ќе правите со тој ако не го доставите? Тоа е се што сум имал до сега сум доставил. Доколку во следниот период било на кој начин се стигне или се добие на истиот начин било каков материјал кој што може да е корисен и да фрли нова светлина на овие истраги за рекет и за Меѓународниот сојуз, би постапил исто како и претходно.